Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, нов понеделник и време е за спортскиот преглед на КМ телевизија. Овој 47-ми спортски преглед на КМ телевизија ќе го започнеме со случувањата во одбојкарските првенства на Македонија. Во машка конкуренција се одигра надпреварите од третото коло од втората фаза во плејофот и во плејаутот секако. Во плејофот екипата на Универзитет Тетово со максимални 3:0 го совлада Борецот Велес по сетови 25:10, 25:18 и 25:21. Денес ќе се одигра вториот надпревар од плејофот, дербито на колото помеѓу Вардар и Џио Струмица. Табелата после некомплетното трето коло во плејофот е следна. Џио Струмица е на првото место со максимални 33 бодови од 11 надпревари. На второто и третото место се екипите на Вардар и Универзитет Тетово со по 27 бодови, со тоа што Вардар има надпревар помалку, оној кој што треба да го одигра денес против Струмица, и на четвртото место е екипата на Борец со 18 бодови. Во плејаутот се одигра локалното дерби помеѓу Лирија и Шкендија. Конечен резултат 1:3. Лирија поведе со 1:0, 25:20 во првиот сет, следуваше комплетен пресврт на екипата на Шкендија. 20:25, 21:25 и 18:25. Навистина интересен надпревар, нашата екипа го следеше овој надпревар, беше возбудливо, беше интересно, беше и тензично на моменти. Ќе ги слушнеме размислувањата од двете екипи малку подоцна. На останатите два надпревари Весна Пробиштип Јанта волеј 3:0 и Угада Штип Дибра волеј 3:0. Табелата во плејаутот е следна. На првото место екипата на Шкендија со 24 бодови, следува Штип со 18, на третото место е Лирија со 15 бодови, на четвртото место Весна Пробиштип со 12, на предпоследното петто место Јанта волеј со 3 бодови и последен е Дибра волеј без ниту еден бод. Како што ви најавив, сега во продолжение ќе ги погледнеме изјавите од надпреварот помеѓу Лирија и Шкендија, а дополнително ќе погледнете и еден кус разговор со Светислав Пејица, познат одбојкарски работник, кој што воедно беше и делегат на надпреварот помеѓу Лирија и Шкендија, околу неговите размислувања за одбојката во Македонија. Многу позадоволен од првата победа, поради тоа што ова денешната беше плюс. Имавме играч од нашата школа, еден од засилувањето ни замина, така што игравме ослабено, да кажем, под наводници, но успеавме да ги тепаме, да победиме, и целта за овој дел на првенството ми го стваруваме дека го осигуруваме петото место. Ние екипата на Лирија, ние екипата на Штип не може да не стигнат, така што на младите ќе им оставиме поише простор за да играат понатака. Кажа дека целта е остварена, меѓутоа сега ви следува реванш надпревар во Купот на Македонија против екипата на Борец. Победивте 3:2 дома. Дали Шкендија има амбиции да се најде помеѓу најдобрите 4? И тој надпревар што игравме пред 3 дена требаше убедливо да тепаме него поради минимални грешки наши, така успеавме да ги изгубиме тие два сета, но во Велес одиме да ги тепаме 3:0. Буквално тоа е наша цел за усреда. Потоа Па ќе видиме од среќата кој ќе биде во полуфиналето на Купот. Ако се тие два екипи што се малку посилни од нашата лига, знаете, тоа ќе играме само за да успееме што подобро игра. Ако успееме да извлечеме еден подобар противник, тогаш ќе има поголеми амбиции. Ако има тетовска екипа во финалето, се надевам дека и финалето ќе донесеме во Тетово да се игра. Тетовска е одбојкарски град, така што мора ние да го представуваме градот, ако не друга екипа. Сега сме ние. Најголемиот проблем на денешната игра според мене беше одбраната и контранападите. Имаше пропусти во блоковите, но јас го гледам најголем проблем од одбраната. Значи да се искористи неколку од тие контри, мислам дека ќе беше поинаков резултатот. Првиот сет одигравме добро, примивме добро, значи дигнавме добро, нормално ако има прием дизачот му лесната работата може да даде на сите позиции, затоа и го зедовме во наша корист. Што може да очекуваме од екипата на Лирија во продолжение од сезоната? Во зависност од тоа како ќе бидат активни тренизите на екипата. Бидејќи ние дел сме од Скопје, вака кога има лоши услови, тежок е патот, значи немаме тренизи. Остатокот од кога што имам информација од домашните, од тука тетовските играчи, во последно време, значи редуцирани им се тренизите, има некои повреди на двајца играчи со скоршите зглобови и затоа помал број на трензи веќе се осеќа тој на денешната игра. Се осети еден сет пример
колку што има кондиција, се изигра како што треба, после веќе и за одбраната треба да си поспремен за да се искористат тие контранапади. По моментов има простор за многу поише напредок да има во одбојкава во Македонија, односно да треба да имаме малце поише деца млади. Има нешто се движи, али ја искрено не сум задоволен од ова. Немаме многу млади деца кои тренираат одбојка, кои се перспективни, кои имаат предиспозиција и висина. Да, се наоѓа у секој клуб, во секоја екипа по едно, по две деца, али у принцип немаме масовност во машката одбојка. Што не е случај во женската, кај што имаме многу екипи, многу девојчиња, многу одбојкарки кои тренираат и се надевам ова што сега репрезентацијата е пријавена младински, што ќе бидеме домаќини на следното европско првенство во кадетска конкуренција, дека ќе окренеме нивото кај женска. И сега ќе треба да покушаме, имаме убав резултат од страна на нашата репрезентација, која успеа да се квалификува на европско првенство, директно, без квалификации, без да чекаме надпревари други да решаваат као прошлиот пат што пројдовме, значи сами се изборивме, се надевам дека и машката одбојка ќе тргне во една нагорна линија. Работевте долго и во женската одбојка. Долго време немаме женска сениорска одбојкарска репрезентација. Ве кажавте ќе бидеме домаќини на европско првенство во женска одбојка во младите категории. Дали тоа ќе биде еден поттик за понатаму таа репрезентација да прерасне во сениорска? Па ја мислам дека така треба да биде. Да почнеме значи со млади категории за да направиме една репрезентација која ќе може да биде конкурентна на европската сцена. Не е само да се пријавиме вакво, значи треба и да се одигра, да се покаже нешто квалитета. Ние во моментов во женската одбојка сениорска немаме квалитет, барем по моje мислење. Ние имаме младинки, имаме кадетки, имаме све, али немаме уште сениорска репрезентација која би можела да излезе и да се квалификува на едно европско првенство. Ке треба да почекаме. Јас се надевам дека ова сега што сме организатори на европско првенство ќе поттикне многу девојчиња, а и нас во одбојката да се вложиме малце поише сите за да направиме една квалитетна репрезентација. Продолжуваме со одбојката, но овој пат со женската одбојка. Таму се одигра четвртото коло во плейофот и плейаутот. Во плейофот екипата на Универзитет Тетово поразена со максимални 0:3 од Наковски волеј на домашен терен, по сетови 18:25, 27:29 и 24:26. На останатите надпревари Вардар Струмица 1:3, најголемото изненадување во досегашниот тек од првенството, и Јанта волеј Кисела вода работнички 3:0. На табелата на првото место е Вардар со 27 бодови, следува Јанта волеј Кисела вода со 25, Струмица и работнички имаат по 22, Наковски волеј на петтото место со 16 и шесто место за Универзитет Тетово со 11 бодови. Во плейаутот екипата на Бамикор го освои првиот бод оваа сезона, откако на домашен терен загуби од Угада Студентот Штип со 2:3. 25:22, 19:25, 25:19, 20:25 и 7:15 за екипата на Студент на овој надпревар, што би значило дека Бамикор на два пати имаше воствот, 1:0 и 2:1, но на крајот сепак загуби, но она што е најважно го освои првиот бод. На другите надпревари Фитфан волеј, Јанта волеј Форца 3:0, додека одложени се надпреварите Пелистер волеј, Виктори волеј и Македонија Макс Ускана. На табелата во плейофот на првото место, односно во плейаутот на првото место екипата на Фитфан волеј со 20 бодови, додека Бамикор е последен 8 со 1 бод, оној кој што го освои овој викенд. Сега во продолжение ќе ги погледнеме изјавите од тренерите на двете екипи, секако од надпреварот помеѓу Бамикор и Студент. Од тој надпревар морам да кажам дека сум донекаде задоволен, бидејќи ова беше првиот наш бод за ова надпреварска сезона. Како што знаеме, располагаме со многу млада екипа, значи во првиот состав кој што моментално игра на овој надпревар имаше 4 пионерки, значи на возраст од 13 години, кои што
ете денес го дадоа својот максимум, игравме против поискусна екипа од нас и повозрастна, така да не смееме да бидеме задоволни со пораз, но сепак нели со нашиот прв освоен бод за оваа сезона се надеваме дека во напреварите кои што следуваат ќе имаме поголеми успеси, бидејќи во секој напревар нашите деца созреваат и даваат подобри резултати нели и подобри игри. Со новиот систем на надпреварување, ние сега од пролетниот дел се напреваруваме во втората лига, каде што нели нормално има екипи кои што се поблиску со нас со квалитет и се надеваме дека ќе има многу подобри напревари нели за нас, поизедначени, каде што нашите деца ќе напредуваат побрзо. И годинава нели нашиот план за оваа сезона беше да колку што можеме освоиме нели повеќе поени, така да секој поен е добре дојден и успех за нашите девојчиња кои што очекуваме да напредуваат во младите категории, каде што реално очекуваме да бидеме меѓу првите 3 екипи во Македонија. Нашиот тим нели е составен само од пионерки и кадетки, затоа што нели имаме сега нова селекција, нова генерација кои што очекуваме после 2-3 години дека ќе даде својот максимум. Така да ова напреварување во сениорската лига нас ни е да кажеме еден бонус, затоа што ние со сите мисли сме насочени во напреварувањето за млади категории. Денес домашниот екипа одигра прекрасно, борбено со желба за победа. Ние малку можеби ги подценивме, али на крајот победивме, што ми е доста мило, нели, како секој тренер сака победа и ние можам да и честитам на домашната екипа за одличната за борбеноста пред се на самиот надпревар. И ако продолжат вака ќе има и подобри резултати. Продолжуваме со кошарката. Во втората лига Запад викендов се играше редовното 10-то коло. Екипата на Тетекс забележа убедлива победа од 81 спрема 51 на гостински терен против Спорт тимот Неготино и сега Тетекс е на третото место. Ова е неофицијален податок дека Тетекс е на третото место, бидејќи Кошаркарската федерација на Македонија на својот сајт се уште ги нема апдейтирано резултатите од оние одложени надпревари кои што се играа пред почетокот на овој пролетен дел, па така кај Тетекс треба да се внесат доста резултати, а секако и кај другите екипи, но од она што успеав да најдам како резултати од Facebook страните на останатите екипи, успеав да склопам една табела каде што Тетекс е на третото место, што не значи и дека е така, бидејќи се уште очекуваме официјална информација од Кошаркарската федерација на Македонија околу резултатите кои што се одиграа во изминатиот период и секако актуелна ажурирана табела во второлигашката конкуренција. Првата лига има пауза, бидејќи собир има Кошаркарската репрезентација на Македонија. Треба да се одиграат 4 надпревари од квалификациите за Европското првенство, а овие надпревари ќе се одиграат од четврток до понеделник во Перм, во Русија, што значи дека репрезентацијата на Македонија ќе одигра 4 надпревари за 5 денови, а противници ќе ни бидат Италија на 2 пати, Русија и Естонија. Репрезентацијата денес заминува за Русија, каде што ќе продолжи со подготовките до четврток, а во продолжение ќе ја погледнеме изјавата на селекторот Александар Тодоров, која што ја даде за медиумите непосредно пред заминувањето за Русија. Добро, ова што највеќе не плашеше, тоа се двата теста за ковид, помина во најдобар ред. 2 пати ги имаме сите играчи негативни и патуваме за Русија во комплетен состав со еден исклучок, повредата на Марко Стимоновски, кој дојде тука повреден од последниот надпревар на Кожух со работнички во последното коло на нашето првенство. Така да од списокот 17 имаме 16 играчи, вечерва ќе решиме кој ќе биде уште еден кој треба да остане, бидејќи таму ќе патуваме со 15 кошаркари. Можам да кажам дека сум задоволен, дека направивме едни солидни подготовки 5 дена. Денеска е фактички 5-тиот ден и имаме таму уште 2 дена, што е малку, меѓутоа многу повеќе од останатите репрезентации, особено од нашата група, кои дел од нив се собира дури утре. Така прецениле во ФИБА, така решиле, ние сме само
оние кои тоа треба да го исполниме. Тешко е, навистина е тешко, особено што имав можност да играм со мојот клуб еден таков мини бабл од 4 надпревара во 5 дена, кај што беше навистина тешко, а особено што тогаш и со клуб ми можеш и малку да тактизираш и да одмараш. Ова е сепак репрезентација и на крај ќе сакаш или не ќе мораш на секој надпревар да идеш на максимум. Како што забележавте, овој спортски преглед го започнавме со некој обратен редослед и сега доаѓаме до фудбалот, бидејќи ништо посебно не се случуваше во фудбалов изминатиот викенд и изминатата недела. Започна пролетниот дел од првата македонска фудбалска лига, но се одигра само еден надпревар во саботата Академија Пандев Работнички 0:1. Останатите 5 надпревари требаше да се играат вчера, односно во недела, но сите 5 се одложени поради снежните врнежи. Требаше да играат Вардар Пелистер, Ренова Беласица, Струга Македонија, Борес Шкупи и Силекс Шкендија. Овие надпревари ќе се одиграат следниот викенд, а колото што беше планирано за наредниот викенд најверојатно ќе биде префрлено за во среда, но останува да видиме Фудбалската федерација на Македонија да ги потврди новите термини, ќе има некои претумбации во распоредот, односно во календарот, но останува да сочекаме на официјална информација од Фудбалската федерација на Македонија. Викендов после пауза од 4 години требаше да започне и Општинската фудбалска лига Тетово, но исто така поради снежните врнежи првенството од четвртиот ранг на надпреварување на македонскиот фудбал не започна. Оваа сезона ќе настапуваат вкупно 9 екипи, а вчера требаше да играат Руфеја од Милетино против Академија Звезда од Добарце, Мергимтари од Стримница против Вардар од Брвеница, Шемшово против Доброште и Младост од Уденце против Кастриоти од Джепчиште. Во првото коло слободна требаше да биде екипата на Беса од Челопек. Ви ги кажав екипите и со местата, односно селата, односно населените места од каде што доаѓаат, за да ни биде малку појасно. Ќе следиме и оваа лига во оваа пролетна полусезона, шампионот од Општинската фудбалска лига Тетово ќе обезбеди пласман во третата лига Запад за следната сезона. Викендов активни беа и фудбалерите на Тетекс, кои што одиграа надпревар против Саса од Македонска Каменица. Надпреварот заврши 2:2, Тетекс на два пати имаше водство од 1:0 и 2:1, но на крајот надпреварот заврши нерешено. Се играше во саботата на терен прекриен со снег на спортскиот центар во Тетово, но тоа не беше пречка за двете екипи да одиграат квалитетен и борбен надпревар. За тоа како течат подготовките на фудбалскиот клуб Тетекс и до каде е подготвеноста на фудбалерите, ќе слушнеме од изјавата од шефот на стручниот штаб на Тетекс Славчо Ѓоргиевски Тупан. Можам да кажам дека во едни вакви тешки услови најважно е да нема повреди. Тешко е да се покаже она што го работиме, меѓутоа сум презадоволен од покажаното, иако имавме вакви услови. Момците дадоа максимум, постигнавме 2 гола, нажалост примивме 2, но повторувам, нема да биде оправдание само лошиот терен. Грешки, концентрација не сме да се дозволува, затоа што веќе навлегуваме во завршница на припремите. Од играта сум задоволен, од движењето сум задоволен, од борбата и од тоа што го имаме како замисла како треба да изгледаме, се спроведува на терен, тоа радува, иако беа тешки условите за игра. Од она што го видов, можам да забележам дека Тетекс игра на далеку повисоко ниво за разлика од есенскиот дел. Дали полека се надзираат првите 11 кои што ќе бидат носители на играта во пролетниот дел? Па вака, прво би нагласил дека подобрување во играта има, сигурно самите засилувања кои дојдоа го покажува тоа потребно ниво кое што ни дава за право да се надеваме на подобра игра. Најважно е да се воиграме. Не игравме во две различни формации, пробуваме како би играли дома и на гости. Радува фактот дека добро се укомпонираа момците и дека немаме први 11. Се уште затоа што 20 играчи ни се потребни, долго е првенството и кажав, според формацијата, според противникот и ние имаме на располагање такви тип на играчи кои што ќе можат да одговорат во дадената формација. Што ни следува сега до крајот на подготвителниот период? Ни следува уште еден надпревар со Бергалница Штип кој што ќе биде од ревијално пријателски карактер и последната контрола против Китго, каде што мислам дека веќе треба да се искристализира состав кој што ќе почне со Кадино. Сега ќе се префрлиме на ракометот.
Знаеме, пред извесен период беше раскината соработката помеѓу Ракометната федерација на Македонија и селекторот Данило Брестовац после лошите резултати на светското првенство во Египет. И затоа Ракометната федерација на Македонија се одлучи за нов селектор да го назначи легендата, најголемото не ракометно, туку спортско име кое што го дала Македонија, Кирил Лазаров. Интересно е тоа што Лазаров уште една година ќе биде активен играч, додека не добие мастер коуч лиценца, односно највисок степен на лиценца во ракометот, за да може да ја води екипата од клупата. Значи, една година ќе биде активен, а потоа ќе се пензионира од активно играње и ќе продолжи да биде само селектор. Неговиот договор е на една година плюс 4, а дебито како играч, тренер или играч селектор ќе го има веќе во март, кога македонската репрезентација ќе одигра 2 квалификацијски надпревари против репрезентацијата на Данска, светскиот шампион. Данска дома и гости во рамки на квалификациите, каде што мислам дека веќе сме пласирани и резултатите од овие надпревари ќе бидат во втор план. Последна информација, во денешниот спортски преглед е во врска со ваучерите кои што ги додели Агенцијата за млади и спорт минатата среда. Голем број на клубови добија ваучери преку ваучер системот на Агенцијата за млади и спорта. Сега ќе погледнеме дел од пресконференцијата на директорот на Агенцијата за млади и спорт. Исто така наше прославено ракометно име Наумче Мојсовски. Креирање на услови и квалитетни спортски можности за напредок, развој, поддршка на македонскиот спорт е наша главна заложба. Тоа е наша цел, која што сите ние целосно сме посветени. Владата и Агенцијата за млади и спорт континуирано вложуваат и градат партнерски соработки со сите релевантни спортски федерации, институции и организации. Со заеднички напор и идеи, надлежните институции обезбедуваат лесен начин на спроведување на ваучер системот, со што спортот добива значителна поддршка. Бројките се повеќе од задоволителни и говорат за успешноста на овој ваучер систем. Почитувани, покрај постоечките финансиски средства, кои што федерациите и спортот ги добиваат од Агенцијата за млади и спорт, преку модифициран произнесен ваучер систем, се бризгуваат веќе дополнителни 10 милиони евра за развој на македонскиот спорт. Иако е време на пандемија, реализацијата достигна дури неверојатни 89%. Овие бројки покажуваат дека ова е вистинска мерка и дека мерките се искористуваат на исправен начин за спортот и стигна до крајните корисници, а тоа е до националните спортски федерации, клубови и спортисти. Во однос со 2020 година, реализацијата на спортските ваучери годинава е зголемена за 25%. Тоа се потврдува фактот дека сите учесници во овој процес, институциите, спортските субјекти и бизнис секторот имаат успешна соработка. Така сакам и детално да го објаснам процесот за пристап на спортските ваучери согласно законските регулативи. Секоја национална спортска федерација формира комисија која подготвува предлог листа со која се внесуваат, верификуваат и рангираат спортските клубови и активните спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средства од даночно ослободување. Националната спортска федерација е должна најдосна до 20 јануар од тековната година да организира државната управа надлежен за работите од областа на спортот, конкретно до Агенцијата за млади и спорт, да достави барање за користење средства од даночно ослободување, вклучително и предлог листа на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите. Агенцијата за млади и спорт формира Централна комисија за евалуација на предлог листата за период од 4 години. Централната комисија се состои од председател и 4 члена. Председателот и 2 членови се избрани од Агенцијата за млади и спорт и по 1 член од националните спортски федерации од екипните и индивидуалните спортови. Централната комисија во рок од 10 дена од приемот на барањето за користење на средства од даночно ослободување врши
евалуација и проверка и ја доставува предлог листата до Советот на спорт. Во рок од 5 дена од приемот на предлог листата, Советот за спорт на седница ја утврдува и освојува оваа листа. Агенцијата за млади и спорт најдосно до 10 февруар во тековната година на својата веб страница објавува официјални листи на националните спортски федерации, спортисти, клубови и на активни спортисти кои, како и другите правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт, а кои ги исполнуваат критериумите за користење од средствата. Во рок од 5 дена на денот на објавувањето на листице, Агенцијата за млади и спорт издава ваучер за користење на овие средства. Националните спортски федерации се должни во рок од 3 дена да докомплетираат документацијата по барање на Централната комисија. Доколку се утврдениот рок не се комплетираат барањата и документацијата, се носи решение во кое се бара одбивање за неосновано. Поддршката која што ја даваме е безрезервна. Нашата главна цел е да се обезбеди системска поддршка која што ќе ја добија спортистите од страна на државата. Тоа е клучно за остварување високи спортски резултати, но и за достоинствен живот и услови за работа на сите спортисти и спортски федерации кои се занимаваат професионално или рекреативно. Верувам дека овој систем на распределба зголемува мотивацијата и интересот на спонзорирање од стопанските субјекти према спортот. Спортот ни е потребен на сите. Тој знае да не сближи, да не радува и да не прави горди. Но и сите ние сме потребни на овој спорт. Потребна му е нашата поддршка, но и ваша верба дека секогаш можеме уште повеќе. Ќе направиме на паралела анализа од спортскиот ваучер 2020 која до 2021 дека Агенцијата за млади и спорт им дава малце важност повеќе на жените. Ево, например, во 2020 во фудбал жени земале 11 милиони или 15 клуба. Тоа е скоро 1,9%. Во 2020 земале 13 милиони денари или 17 клуба. Тоа е 2,2%. Кошарката во 2020 14 милиони 3 од 10 клубови. Тоа е 2,3%, а во 2021 17 милиони или 12 клуба. Тоа е 2,7%. Така да, се надевам дека понежниот пол од оваа година ќе биде значително поважечки во овој ваучер, им даваме предност на жените кои заслужуваат повеќе. Тоа беше се што подготвивме за денешниот спортски преглед на КМ телевизија. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Довидување и се гледаме повторно следниот понеделник.